Кратки најави за содржината на денешниот дневник. Секое трето дете во земјава се соочува со дебелина. Алармантни податоци од УНИЦЕФ. Јавното претпријатие за државни патишта 12 години работи со блокирана сметка. Охридската противпожарна единица со апел до граѓаните да се однесуваат одговорно, да не се пали оган на отворен простор. Украина прогласи ден на жалост по вчерашните руски ракетни напади во кои загинаа повеќе од 40 лица. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме тропски ден со сончево и многу топло време. Максималната дневна температура се искачи до 34 степен Целзиусов. Во среда во западна, северна и централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со појава на невреме. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат од 33 до 39 степени. Во Македонија во среда тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 13 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 30 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во среда тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во четврток повторно тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време со дневна температура до 35 степени. И во петок и сабота ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак максималната дневна до 35 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години.
хемиско чистење, хем бој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Алармантни податоци во истражувањето на УНИЦЕФ. Секое трето дете во земјава се соочува со дебелина. Потребни се итни мерки, заедничко делување, подобрување на политиките, како и подигнување на свеста и континуирана едукација на населението. Дебелината кај децата глобална епидемија и голем предизвик за јавното здравје. 1 од 3 деца на возраст од 7 до 9 години во земјава се соочува со прекумерна тежина, покажа истражувањето на УНИЦЕФ. Главните причини се зголемен внес на енергетски заситена храна, богата со масти и шеќери, но и намален степен на физичка активност. Воедно, нездравата храна е многу подостапна во близина на училиштата. The statistics tell us that 1 in 3 children in this Статистиката покажува дека 1 од 3 деца се соочува со дебелина во целиот регион, вклучувајќи и Северна Македонија. Проблемот е тоа што децата не разбираат дека во подоцнежниот развој имаат ризици да се соочат со бројни болести како диабетес, висок крвен притисок, срцеви заболувања. Важно е здраво хранење од самото раѓање, доење и здрава храна за да растат здрави. Потребни се итни мерки, заедничко делување, подобрување на политиките, како и подигнување на свеста, континуирана едукација на населението. Секој од својот аспект ќе треба да придонесе за тоа да видиме што е тоа што треба да се менува и во политики, и во регулатива, и во однесување, дури во маркетинг, како се за исхраната, како ние правиме маркетинг, се со цел да обезбедиме поголема свесност, но и пристапност кон здрава храна. Главните пречки за подобра исхрана во земјава се високите цени на здравата храна, но и ниските даноци и интензивно рекламирање на нездравата храна. Низа неправилности во работењето на јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, констатира Државниот завод за ревизија. Јавното претпријатие 12 години работи со блокирана сметка, а долговите се зголемуваат. Ревизија има забелешки за несоодветно чување на залихите со гориво и сол за зимско одржување, како и неосигурување на градежните објекти и средствата. Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта се дави во долгови. 12 години работи со блокирана сметка, покажа ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија. На крајот на 2022 година сметката на јавното претпријатие е блокирана за долг од 663 милиони денари, а низ годините, како резултат на зголемена активност во делот на одржување на државни патишта, изградба на нови делници, зголемени трошоци за набавка на нафта, долговите растат.
Ваквиот начин на функционирање на јавното претпријатие, кој не е во можност редовно да ги плаќа доспеаните обврски, влијае врз големување на обврските по извршни решенија и зголемување на обврските по основ на камати, што неповолно влијае на финансиската стабилност и ликвидност на претпријатието и во исто време влијае на тековното работење на добавувачите и вредноста на стоките, работите и услугите кои се добиваат во постапките за јавни набавки. Со извршената ревизија, како што претходно беше наведено, утврдивме дека обврските по извршни решенија со кои е блокирана сметката на претпријатието со состојба на 31.12.2022 година изнесуваат приближно 663 милиони денари, што представува за приближно 196 милиони денари поголем износ на обврски во однос на евидентираните во сметководствената евиденција на јавното претпријатие околу 467 милиони, соопштија од Државниот завод за ревизија. Во извештајот е констатиран тренд на зголемување на обврските кон добавувачи за одржување и заштита на државни патишта, изградба на нови делници, зголемени трошоци за набавка на нафта, ако во 2018-тата тежеле 480 милиони денари, 4 години подоцна долговите двојно се зголемиле. Ревизија констатира дека одговорното лице во претпријатието не ги осигурало градежните објекти и средствата со кои располага, а кои се изложени на ризици. Едно возило 20 дена по набавката било опожарено, а не било каско осигурено. Државна ревизија има и забелешки во однос на работата во секциите Охрид и Струга. Според нив не се обезбедени соодветни и безбедни услови за чување на залихите на сол за зимско одржување на патишта. Со извршената ревизија констатирани се повеќе неправилности, кои влијаат и на реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2022 година. Портокалова фаза и високи температури до средината на следната седмица, најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија. Од Охридската противпожарна единица со апел до граѓаните да не палат стрништа. Само изминатото денонокие во државава биле регистрирани 11 пожари, од кои најголем дел поради запален отпад. 11 пожари на отворено се евидентирани изминатото денонокие, соопшти Центарот за управување со кризи. Пожарникарите се справиле со сите, па така утрово во државава нема активни пожари. 1/3 од вчерашните повици кон единствениот повикувачки број за итни случаи 112 во ЦУК биле за гаснење депонии или ѓубришта, а од нив вообичаено се шират и на поголем простор во околината. ЦУК упатува апел до граѓаните да не палат отпадоци и ѓубре на ова топло време и кога е се посува вегетацијата во природа, пишува во денешното соопштение од Центарот за управување со кризи. Палењето оган на отворен простор е казниво по закон, подсетуваат од Охридската територијална противпожарна единица. Од таму патуваат апел до жителите на Охрид и Деберца да бидат совесни и да се однесуваат одговорно кога се наоѓаат во природа, да не се пали оган на отворен простор и во шума, да не се палат стрништа, меѓи, отпад и друг горлив материјал. Во јуни и јули, заклучно до денес, на територијата на Охрид и Деберца регистрирани се 10 пожари на отворен простор. Продолжува периодот на сончево и многу топло време, најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Особено топло ќе биде од четврток до средината на следната седмица, кога на повеќе места ќе биде активирано портокалово ниво за опасност од високи температури. Дневната температура на секаде ќе биде над 30 степени Целзиусови, а на места ќе надминува и 40 степени. Во овие жешки летни денови Црвен крст Охрид продолжува со активности за превенција и заштита од топлотниот бран. Волонтерите од клубот на млади на Црвен крст Охрид и изминатите денови беа на фреквентните јавни места во Охрид, каде на нашите сограѓани и на туристите им делеа вода и даваа корисни совети за заштита од топлотен бран. Акцијата ја помогнаа Маркети Тамаро и уште еднаш истакнувајќи својата висока општествена одговорност. Црвен крст Охрид и понатаму во наредните денови ќе продолжи со активностите за грижа за здравието на нашите сограѓани за време траење на топлотниот бран и апелираат до граѓаните за почитување и примена на препораките за заштита. Вчера утро во 9 часот и 30 минути во полициската станица за граничен надзор Охридско езеро пријавено било дека во водите на Охридското езеро на плажата Бафало Бич се превртел кајак, собственост на кајак клуб од Охрид, во кој имало 2 малолетни лица.
По добиената пријава, полициски службеници од езерската полиција со пловен објект се упатиле на посоченото место и во водите на езерото, на околу 100 метри од плажата, ги забележале двете малолетни лица кои на себе имале појаси за спасување. Тие со полицискиот чамец биле префрлени во полициската станица каде им била укажана прва помош, информираат од СВР Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во Украина прогласен ден на жалост по вчерашните руски ракетни напади во кои загинаа најмалку 41 лице, а 166 се повредени. Потрагата по преживеани под урнатините продолжува и денеска. Тоа беше еден од најголемите напади на руските сили во изминатите неколку месеци, во кои, како што информирале украински официјални лица, била погодена и главната детска болница во Киев, каде загинале 2 лица. Русија негира дека цел на нападот била детската болница и тврди дека таа била погодена од делови од украинска ракета за воздушна одбрана, додека Украина соопшти дека пронашла остатоци од руска крстосувачка ракета. Во Индонезија и понатаму трае потрагата по повеќе десетици исчезнати во лизгање на земјиштето во рудник за злато, во кој според досегашните податоци загинале 17 лица. Повеќе од 100 жители од селата на островот Сулавеси илегално копале злато во мал рудник кога калта од околните ридови почнала да се спушта и ги затрупала. Според податоците на властите, 52 селани успеале да побегнат, а спасувачките тимови успеале да извлечат 23 лица, вклучувајќи 18 повредени. Околу 45 лица се водат како исчезнати. На терен се повеќе од 200 спасувачи, полицијата и војската, кои со помош на тешка механизација трагаат по исчезнатите лица. Потрагата ја попречува лошото време со ветер и обилни врнежи од дожд. Мостот на третата авенија кој го поврзува Бронкс со Менхетан во Њујорк вчера бил заглавен на отворена позиција поради високите температури. Комуналните предпријатија излегле со чамци на реката Хадсон, од каде со водени топови isfрлале огромни количини ладна вода во челичната конструкција во обид да го изладат металот, соопштиле официјални лица. Инцидентот предизвикал голем застој во сообраќајот за време на еден од најжешките денови во Њујорк. Во некои делови на САД поради високите температури, хеликоптерите за итната медицинска помош не можеле да одговорат на повиците, бидејќи леталото не може безбедно да лета на температури над 48,8 степени. На авион Боинг на United Airlines при полетувањето од Лос Анџелес му испаднало тркалото до премата за слетување, но сепак авионот безбедно слетал во Денвер, неговата планирана дестинација, објавила авиокомпанијата United Airlines, која имала издваков инциденти во март, пошто Американската федерална администрација за безбедност при транспорт наредила безбедносна проверка на оваа компанија. Портпаролот на компанијата соопштил дека никој не бил повреден ни на летот ни на земја. Видеоснимките покажуваат дека во моментот кога испаднало тркалото, оштетило возила на паркингот. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!